Рочиштето за подкуп во кој обвинет премиерот Зоран Заев што требаше да продолжи денеска во кривичниот суд е одложено за 25 декември. Судењето е одложено за да се почека одлуката на апелацијскиот суд на 29 ноември за тоа дали снимките од посебните истражни мерки објавени на YouTube може да бидат доказ во постапката. На минатото рочиште судот извести дека снимките ќе бидат доказ во постапката и може да се користат во предметот. Германската канцеларка Ангела Меркел денеска ќе се сретне со председателот Франк Валтер Штајнмајер, кого ќе го информира дека не успеела да се договори за владеачката коалиција со Слободните демократи и Зелените. Одлуката на Меркел да се сретне со шефот на државата кој има надлежност да свика нови избори веројатно е знак дека таа нема да се обиде да предводи малцинска влада со Зелените, откако лидерот на Слободни демократи Кристијан Линднер изјави дека тие се повлекуваат бидејќи било невозможно да се најде заедничка основа за преговори за состав на така наречената коалиција Јамајка. Трагична вест од Чешка го погоди тенискиот свет. По долга и тешка болест на 50 годишна возраст почина Јана Новотна. Во кариерата што траеше 14 години освои вкупно 24 ВТА титули во сингл и уште 76 во дубл и 2 сребрени медала и 1 бронзен на Олимпијадите. Со чешката репрезентација триумфира во Федерейшн Куп од 1998 година. Новотна беше примена и во меѓународната тениска куќа на славните во 2005-та.